шутки и викаа да се пържат. Нама една била отровна. И така сме немате. Отровна, така му видам. Добро, најдете шутки да видат, нека видат чаеви. После ќе ги учиме како зошто е потребно да се пијат тие чаеви, зошто се корисни и така натаму. А со тоа што ќе го направиме овој бизнис, односно ќе го отвориме овој забавен парк, ќе се потрудиме да ја намалиме неработеноста на младите луѓе и да помогнеме да нема миграција во нашето општество. Уште момент. Најнапред ние сакаме на децата да му кажеме дека не е се во социјалните мрежи, туку има нешто што е во природата. Значи природата е фактички цела работа што треба да не окружува и што не едуцира, а преку социјалните мрежи би се само ни помагала, кои што ја долгуваат природата. Односите, значи, со клиентите ќе се вршат преку Facebook страниците за информирање за нашите активности кои ќе ги спроведуваме и преку емейл промоција и известување за веќе постојачките посетители. Каналите за дистрибуција ќе бидат радио и ТВ, интернет, веб страна, реклама, туристички агенции, групер, страниците за попуси и што се. Сегментите, тоест, ќе се насочиме кон семејствата со деца до 14 годишна возраст и основните школи. Тоа ќе биде нашата таргет група. Исто така трошоците кои ќе ни видат плати на доместоци за тимот и ценерите, храната, која ќе служиме во ланч боксес, трошоци за испорака на услуги, маркетинг, капитални трошоци, инвентар, изработка на веб страна. Ќе имаме тројца вработени, 2 ангажирани лица, најмине на простор ќе ни требаат исто така пари за тоа, финанси и капитални трошоци. Сметаме дека ќе ни бидат потребни околу 20.000 колку за почеток. Приходи ќе имаме влез, што ќе плаќаат влез гостите во забавниот парк. Ќе имаме неколку пакет услуги, исто така, например за 4 лица, 2 возраст, односно 20 родители и 2 деца, ќе биде 1.000 денара. Вторник ќе биде посветен за децата за посебни потреби, ќе има и 20% попуст за самохраните родители. Ќе има и донации кутии во паркот, каде што посетителите ќе може да донираат. И приходи од работилница, така ќе се изготвуваат јавлења, ќе се кажува на децата што да и партнери на паркот ќе бидат до Елеана, која ќе служи за набавка на смоки, продукти, некои такви, а Крушевска е за храна, да има отворен ручек, вешта жена, да ги учи жените како да ги работуваат пики, Светком ќе се погрижи за клубите од работ. Така, локалната самоуправа ќе се погрижи да не бъде простор во природата и Унија на женице. Организација.